Премиерот Христијан Мицкоски на официјалното представување на Националната фабрика за вештачка интелигенција Везилка порача дека станува збор за стратешки проект кој ќе има значајна улога во развојот на науката, економијата и младите кадри во државата. Во своето обраќање тој истакна дека постојат проекти чија вредност не се мери само преку финансиската инвестиција, туку и преку нивното влијание врз иднината на општеството. Според премиерот, Везилка представува вложување во потенцијалот на македонските научници, истражувачи, студенти и компании, како и јасен сигнал дека државата сака активно да учествува во современите технолошки процеси. Мицкоски оцени дека развојот на вештачката интелигенција веќе создава нови економски модели, отвора нови индустрии и поставува нови стандарди за конкурентност, поради што поврзувањето на науката и стопанството постанува особено важно. Тој нагласува дека дополнителна вредност на овој проект е тоа што произлегува од заедничката соработка меѓу владата, академската заедница и Европската унија, оценувајќи дека ваквите партнерства создаваат долгорочни резултати. Премиерот посочи дека преку центарот ќе се отворат и нови можности за истражувачите, универзитетите, стартап заедницата и домашните компании кои развиваат иновативни производи и услуги. Посебен акцент беше ставен и на развојот на македонски јазични модели и дигитални алатки на македонски јазик, што според Мицкоски представува значаен чекор за зачувување на културниот континуитет. Премиерот упати благодарност до Финки, Универзитетот Свети Кирил и Методи и Европската унија за нивната поддршка и придонес во реализацијата на проектот. Дополнително премиерот истакна дека вложувањето во современи технологии представува предуслов за долгорочен економски раст и задржување на младите и талентирани кадри во државата. Тој порача дека Везилка треба да биде основа за создавање на нови знаења, иновации и посилно позиционирање на Македонија во европскиот технолошки простор. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски одржа пресконференција по повод 2 години од мандатот на Министерството, при што ги презентираше клучните активности и резултати реализирани во изминатиот период. Во своето обраќање Муцунски истакна дека институцијата работела со јасна визија и приоритети насочени кон зајакнување на меѓународната позиција на државата, продлабочување на партнерствата и обезбедување конкретни придобивки за граѓаните. Тој нагласи дека надворешната политика останува доследна на трите стратешки столба: партнерството со Соединетите Американски држави, усогласеноста со надворешната и безбедносната политика на Европската унија и активното членство во НАТО. Осврнувајќи се на досегашните активности, министерот посочи дека биле реализирани повеќе од 110 работни посети во странство и над 400 средби и состаноци, од кои повеќе од 210 билатерални средби со високи представници од светот. Државата била домаќин на повеќе од 40 европски и светски лидери. Во делот на евроинтеграциите Муцунски ја потврди посетеноста на владата кон реформите и европскиот пат, потсетувајќи на подпишувањето на партнерството за безбедност и одбрана со Европската унија и средствата обезбедени преку планот за раст за Западен Балкан. Според министерот, преку инструментот за реформи и раст, државата добила 65,7 милиони евра предфинансирање, со што вкупната поддршка достигнала 142,1 милиони евра, што представува највисок износ во регионот. Во делот на мултилатералната дипломатија, како значени успеси ги издвои членството во Советот за човекови права на Обединетите нации, реизборот во извршниот совет и затворањето на постмониторинг процедурата во Советот на Европа. На крајот од обраќањето, министерот порача дека надворешната политика треба да остане простор на национално единство и долгорочен државен интерес, со цел изградба на почитувана, безбедна и европски интегрирана држава. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на пресконференција во владата по повод 2 години од мандатот на Министерството за образование и наука порача дека оптимизацијата на училишната мрежа нема да значи отпуштање на наставен кадар и покрај намалениот број ученици во изминатите години. Јаневска посочи дека во последните 7 години бројот на ученици е намален за околу 17.000, додека истовремено се менува и соодносот меѓу наставниците и учениците. Како еден од поважните процеси го издвои спроведувањето на оптимизацијата на училишната мрежа и воведувањето едносменско работење во повеќе од 200 училишта. Јаневска оцени дека пред 2 години затекнала сериозни проблеми во системот, но дека со одговорен пристап е запрен падот и е започнат процес на подобрување на квалитетот на образованието и развојот на науката.
Меѓу реализираните мерки ги издвои системската поддршка за талентираните ученици, целосното покривање на трошоците за учество на меѓународни олимпијади, зголемувањето на бројот на стипендии и развојот на стручното и дуалното образование, во кое се вклучени околу 1000 компании и 7 регионални училишни центри. Во делот на инклузивното образование информираше дека се ангажирани 1350 образовни асистенти во основното и за прв пат 150 асистенти во средното образование. Овозможено е хибридно следење на наставата за ученици кои подолго време се на домашно или болничко лекување. Посочи дека во 160 училишта е инсталирана нова IT опрема. Над 1000 наставници се обучени за примена на вештачката интелигенција во наставата, а платите во образованието се зголемени за повеќе од 20%. Во делот на високото образование, Јаневска истакна дека значително се зголемени буџетските средства за универзитетите и научно-истражувачката дејност. На крајот порача дека образованието и науката остануваат клучен двигател на развојот и дека реформите ќе продолжат со фокус на подобри можности за младите. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ја повикало на разговор бугарската амбасада во Скопје, побарало официјално објаснување за објавувањето на дипломатската нота поврзана со приватното патување на членовите на семејството на премиерот Кристијан Мицкоски. Ова денеска го соопшти министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски, кој информираше дека до бугарскиот амбасадор бил изразен висок степен на незадоволство поради објавувањето на документот, но дека досега не бил добиен официјален одговор. Станува збор за дипломатска нота испратена од македонската амбасада во Софија до бугарските институции на 6 јануари оваа година, во која биле содржани информации за престојот на сопругата и синот на премиерот во Пампорово. Документот беше објавен на социјалните мрежи на 16 јуни. Муцунски оцени дека случајот представува преседан и нагласи дека биле објавени лични податоци и информации кои се однесуваат на безбедносни аспекти. Тој изјави дека доколку бил во таква ситуација би упатил извинување за објавувањето на документот, додавајќи дека вакви случаи не се вообичаени ниту во односите меѓу државите кои имаат сериозни меѓусебни несогласувања. Премиерот Мицкоски претходно изјави дека со случајот биле запознаени и сојузниците во НАТО, оценувајќи дека со објавувањето на документот била загрозена безбедноста на неговото семејство. На 58 годишна возраст ненадејно почина градоначалникот на општина Брвеница Јовица Илиевски. Веста за неговото семејство предизвика неверување и жалење кај жителите на општината и пошироката јавност. Од Илиевски се прости премиерот Кристијан Мицкоски, кој во објава изрази длабоко соучувство до семејството, блиските и граѓаните на Брвеница. Мицкоски истакна дека Илиевски бил работлив, честен и скромен човек, целосно посветен на луѓето и на општината што ја водел, нагласувајќи дека функцијата ја разбирал како обврска кон граѓаните и нивните потреби. Во пораката премиерот посочи дека Илиевски бил секогаш меѓу граѓаните, ги слушал нивните барања и работел за подобрување на условите во општината, поради што ја добил и довербата за втор мандат. Јовица Илиевски беше градоначалник на општина Брвеница во 2 мандати, од 1999 година до ноември 2021 година бил вработен во клиничката болница во Тетово, а во периодот од 2013 до 2017 бил член на Советот на општина Брвеница. За градоначалник на општината беше избран на 11 ноември 2021 година со мандат за периодот од 2021 до 2025. Американскиот сенат усвои резолуција со која од председателот Доналд Трамп се бара да ги запре воените операции против Иран и за секоја идна употреба на воена сила да побара претходно одобрение од Конгресот. Резолуцијата беше изгласана со 50 гласа за и 48 против, при што поддршка дадоа и 4 републикански сенатори: Сузан Колинс, Лиса Мурковски, Рейнд Пол и Бил Касиди. Демократскиот сенатор Џон Фејтерман гласаше против, додека 2 републикански сенатори не присуствуваа на гласањето. Претходно истата мерка ја доби и поддршката во представничкиот дом со 215 гласа за и 208 против, што представува прв случај двата дома на Конгресот да поддржат ваква иницијатива од усвојувањето на законот за воени овластувања во 1973 година. Со резолуцијата се предвидува американските сили да бидат повлечени од евентуални непријателства со Иран, освен во случај на самоодбрана или доколку Конгресот даде посебно одобрение за воена интервенција.
Гласањето се оценува како политички удар за администрацијата на Трамп, бидејќи дел од републиканците се приклучија кон демократите во барањето за ограничување на претседателските овластувања во носењето одлуки за воени операции. Од Белата куќа соопштија дека резолуцијата нема правна сила бидејќи не е предмет на претседателски подпис и дека воените активности веќе биле прекинати со договорот за примирие. Правните експерти посочуваат дека останува отворено прашањето за уставните овластувања меѓу извршната и законодавна власт. Западна Европа се соочува со рекорден топлотен бран предизвикан од реткиот метеоролошки феномен познат како омега блок, кој предизвикува екстремни температури и сериозни последици во секојдневниот живот. Според податоците, досега најмалку 52 лица го загубиле животот на европско тло, додека температурите во делови од Франција достигнаа до 44,3 степени Целзиусови. Властите во повеќе држави воведоа вонредни мерки. Електроенергетските системи и железничкиот сообраќај се под голем притисок поради зголемената потрошувачка на енергија. По Франција топлотниот бран е опишан како еден од најтешките во последните децении. Во градот Писос се измерени рекордни температури. Голем број смртни случаи се поврзани со давење при обид граѓаните да се разладат. Дополнително прекини во електричната мрежа оставија илјадници домаќинства без струја во регионот Бретања. Метеоролозите објаснуваат дека омега блок представува атмосферски систем со висок притисок која блокира циркулацијата на воздухот, создавајќи термички обрач над Европа и задржувајќи ја топлината во одредени региони. Во Париз екстремните услови влијае и врз културните и економските активности. Дел од настаните беа преместени во раните утрински часови. Некои институции привремено затворија се. Во Париз екстремните услови влијаеа и врз културните и економските активности, при што дел од настаните беа преместени во раните утрински часови. Некои институции привремено затворија за посетители. Во Велика Британија властите затворија стотици училишта и воведоа ограничувања во железничкиот сообраќај поради ризикот деформација на шините, додека Италија прогласи највисоко ниво на тревога во повеќе големи градови, меѓу кои Рим, Милано и Фиренца. Според најавите на метеоролозите, екстремните услови ќе продолжат и во наредните денови, со можност за дополнително зголемување на температурите и проширување на топлотниот бран. Времето денеска во земјава ќе биде нестабилно под влијание на циклонска активност од југоисток со повремени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Според прогнозите, локално атмосферските процеси ќе бидат поинтензивни и ќе бидат проследени со пообилен пороен дожд, силен ветер и услови за појава на град. Утринските температури ќе се движат од 14 до 20 степени, дневните ќе достигнат од 27 до 35. Во Скопје се очекува нестабилно време, со дожд, грмежи и засилен ветер во отделни делови од котлината со услови за краткотрајно невреме. Температурата ќе се движи од минимални 17 до максимални 32 степени. И утре ќе продолжи периодот на нестабилно време со локални врнежи, грмежи, засилен ветер, при што поради зголемената енергија во атмосферата и на одделни места се очекуваат поинтензивни временски процеси со можност за пообилен дожд и град. Во четврток и петок се најавува постепено смирување на времето со изолирана нестабилност, додека за време на викендот и почетокот на следната седмица се очекува претежно сончево и потопло време.